Дека се молиме за присуството Божје и бавината во присуството Божје што е нон-стоп присутно. Значи, ако нешто е присутно и повеќе од присутно, тоа е присуството Божје во нашиот живот. Не присуството Божје таму и некаде, да, тоа е таму и некаде. Но тоа е и тука. И тоа тука лично во твојот живот. Зошто Господ одбрал да те избере тебе? Каже го ти него. Но ја ќе ви кажам ако се мачите. Зашто ти си негово создание. Избрано за добри и совршени дела во љубов во нашиот Господ. Вау. Вау. Ајде дека сме разнежнети. Слушате, во Осија Господ што кажува? Ги привлеков со нежност и со љубов. Вау. Косата ми е цело време нагоре, како не може не изгледа така. Коренот на косата. Од цело ова славење и сето ова присуство на Божјо или целова присутност на сите ние што сме присутни во неговото присуство. И може би звучи како филозофија, но е чиста дури математика. Да, јас и ти сме како 2 и 2 што се 4 со Бог. Амин. Вау. Зошто 2 и 2 не може да бидат 5? Зошто едноставно се 4. Така да зошто ние не можеме да бидеме со друг, зашто едноставно сме со Бог. Вау. Не знам дали сте размислували или понекогаш подзабораваме вистини што може би во длабочината на сето она што го спознаваме со текот на годините, мислиме дека се можеме и да ги занемариме. Сте размислувале? Како откровението за љубов. Поедноставно нешто, здравиот тоа. Бог те љуби. Зашто самиот е он љубов. Како откровението не знам за дека си Божјо дете. Како откровението дека сме повеќе од победници. Сите тие работи што навидом се едноставни, зашто некогаш ни ги поминале низ лекциите кога сме запознавале Бог. И до ден денес се вистински и важат за вас. И за сите нас. И се посилни може би од било кога. Посилни се може би од било што друго. Бог вика ве поставив како праведни стубови во домот Господов. Во Откровение го пишува. Праведни стубови во домот Господов. Што значи тоа? Ќе го држиме Божјото царство во правда, мир и радост. Амин. Сите сме читале за Јосиф, а тие што не читале нека читаат за Јосиф. Јосиф беше дете отфрлено од браќата, подметнато од браќата, а кога гледаат дека има благонаклонетост, дури пробано и да биде убиено од браќата. И во сите тие неволи што му се случуваа на Јосиф, Бог имаше план за земја. Во сите тие премреже што Јосиф ги помина, Бог градеше големо нешто. Не само за Јосиф, за истите тие што го гонеа до пред тоа. И ја верувам дека оваа црква, и верувам дека поединци, ако не и сите ние, сме на некој начин повикани да бидеме Јосиф. И ќе ви кажам не да бидеме отфрлени, иако сме го почувствувале тоа на своја кожа. Не дека ќе бидеме погазени или пробано да не убијат, иако понекогаш сме го поминале тоа низ наша кожа. Но за тоа што беше и што стана со Јосиф. Ќе бидеме плодни во сушните периоди таму каде што се наоѓаме. Ќе бидеме плодни и ќе имаме идеи за плодност во сушните периоди како што сега поведат. И ќе бидеме прибежиште за сушните животи на луѓето. Господ му даде таква мудрост на Јосиф да стане главен на се што беше фараонско. На цел Египет. Египет кој беше синоним не на Божиот народ и на Божјата земја. Амин. Може би ова уредување државно не е синоним на Божјото уредување на земјата. Но ние таму лично и персонално ќе бидеме мудри и ќе бидеме извор на живот за сите останати. И свето име. Амин.
Божјата благодат е таа што нема да направи да ги отфрлиме луѓето кои ќе бидат во време на потреба. Божјата благодат е таа што нема да направи да се ситиме на луѓето во време на потреба. Зашто еве дојде да зависат од нас. Божјата љубов ќе ги привлече уште посилно кога немаат каде да знаат дека има некој што стварно се помни и што стварно може да донесат плод и во мојот живот. Сите ние имаме борби со луѓе што сме се молеле, сите имаме ние борби со луѓе што ги очекуваме пред Божјото лице. Но понекогаш мора да знаете дека они се веќе по Божјото лице, ние не знаеме. Зашто се скршави да ни кажат. Зашто она семе што сме го посеале, што било од Господ, тоа празно не се враќа назад. Без разлика дали ние имаме моментално увид во истото. И таа надеж, она што Даниела го спомна. Мене таа надеж, луѓе, ме спасува. Таа надеж дека и на крајот на животот, колку и да е долг, краток, убав, разочарувачки, колку и да нашите перцепции се дека Господ не го сретнал тој човек, Бог на чудесен начин ги среќа во луѓето. И таа надеж што ме топли. И не ме тера да правам ништо. Зашто искрено јас сум лош евангелизатор. Ако ја треба да евангелизирам, кажувам од Адам до Откровение и каша попара на човекот. А некој два збора ќе каже, спасен е тој од другата страна. Таа надеж ми дава за право да се надевам за луѓето без разлика колку сум лош евангелизатор. И колку сме лоши во некои работи, или мислиме дека лошо сме ги пренеле на луѓето. Ослободете се од тоа. Божјиот дух работи во секое едно срце, и ум и разум. Божјиот дух не го изостава Божјиот разум. Зошто? За да разбере што се случува во неговото срце. Неговото срце кое беше исполнето, каде што беше излеана неговата гнев. Ги привлеков со нежност и со љубов. И јас бев за нив како оној што ја олабавува уздата од устата нивна и кротко им подава храна. Ја го замислив кога ќе храниме, не знам дали сте храниле коњ. Он е толку силен, а толку нежен, што те тера нежно да му пристапиш. И толку голем да ти мораш нежно да го нахраниш истиот. Толку голема, толку нежно треба да му се поставиш на истиот. Да го покриеш, да не му пристапи. Такви сме ние луѓето. Толку силни понекогаш, но од исто време толку нежни. И Господ се грижи толку за тоа. Знаете, вие сте виделе многу пати во нашиот живот како е. Кога сум силен, никој не ми треба. Малку нешто излегува од наша контрола, тогаш бараме ние помош. Тогаш ние бараме нешто се потребно. Знаете ли зашто се браќате? Еднаш носевме вреќи со, не знам што беше, со песок, не знам, и на грб ги носевме, и еден човек само малку позади ми задржа. Не знаете колкава потпора беше додека ја носе таа вреќа. Затоа сме ние браќите. Понекогаш мала потпора позади грб во мојот живот е доволен за планината да ја поминеме. Да ја поместиме по треба. Толку нежни и толку силни уставени. Истиот е и Бог. Толку силен, а толку нежен. Вау! Се размислувале узда? Што е тоа? Знаете што е узда? Ги олабавува нашите узди. Знаете што? Да го прошириме видикот. Кога си под узда, немаш голем видик. И не можеш да видиш колку е нежен твојот татко. Ни го проширува видикот со што ги олабавува уздите. Но вика не ги трга уздите, зашто во неговите узди е најсигурно. Во неговите узди е најбезбедно. Амин.
Затоа нас не треба да ме плаши, зашто се што нема уста ќе отиде во универзализам. Љубовта е универзална, но не е состојба на некој си љубовен универзализам, каде што љубов е љубов. Не. Така пробува да ја искористат љубовта. Љубовта, Божјата љубов, е совршената љубов, што те разбира потполно, тебе како личност, мене како личност, и ти дава начини како да делуваш во истата. Ти дава начини како да љубиш другите во истата. Ние понекогаш се плашиме, можеби од правила, но правилата се добри работи и не се лоши работи, кога се поддржани од Божјата љубов. Или како сакате, речете уздата. Така да бидеме зауздани во Господ и во Неговата љубов. И ајде секој ден нека размислува дома што значи, каде Господ тебе те зауздува? Или каде тебе те насочува? Зашто самата узда е и насочување, е и насока. Амен. Најголемиот, знаете како, многу размислував и со еден пријател, зборувавме, и он вака цело време вика, ама Бог, што знам дали е толку добар? И после го следам неговиот живот и знаем многу пати да направи испади во тоа, тоа е вако, Бог вака, така, ово, оно. И еднаш го застанав, му викам, чекај малку, знаеш ли зашто го зборуваш ова? Со таква смелост и сигурност против Бог, зашто знаеш дека Бог е љубов и те сака. Оди ти кажи му на некој што се плашиш од него дека ти си ваков или таков или таков. Ко знаеш дека може да ти ја врзе една од другата страна. Но ние длабоко сите во нас знаеме дека Бог е љубов и затоа можеме понекогаш да правиме што сакаме и што мислиме и да кажеме што сакаме и што мислиме. Зашто знаеме колку е Бог добар. Се нашли во таква ситуација? Ја многу пати. Божјата добрина го надминува секое разбирање на тоа што значи Бог во твојот период во твојот живот. На секое разбирање тоа што значи околност во твојот живот. Не на секое разбирање библиско, каде што ние ќе се надградиме со повеќе зборови, со поелоквентни зборови и ќе дознаеме повеќе за Божјата библиска вистина како што се правила. Не, ако него не се сретнаме со настанот, а тоа беше крстот и воскресението. Нашиот Бог не би рекол дека би бил Бог на љубов. Зашто ако отвориме првен Стар Завет, без обновени во духот преку Новиот Завет, преку Заветот на Христос, таму ќе видиме страшни работи. И затоа понекогаш е почницата. Но, ние сме создадени по Божјо обличје и од самиот Бог. Што значи тоа? Тука сум запишал една, дали ќе најдам само убава реченица, бар за мене беше убава. Не се фаламе, може вие ќе речете ништо ново. Така? Божјата љубов не е абстрактна, зашто може да биде покажана, а со тоа и докажана. Интересен факт ми го кажа некој годинава, на денот пред некој ден, на денот на науката, главно беше за оваа година дека науката дознала дека луѓето што се љубат и што се љубени повеќе живеат. Вау! Знаете некој друг што рекол? На семинар, кај што биле собрани многу научници, ова е жива вистина, не знам на кој семинар, сигурно негде, сигурно е во Македонија. И дај Боже да има такви почести семинари во Македонија, каде што научници од сите фери ќе се соберат и нема да разговараат само за 2 и 2 дека се 4, него ќе зборуваат за Бог или за, не знам, за вечноста, за недопирливото, не знам, за невидливото, а сепак повеќе видливото од било што. И научниците нешто збореле и излего еден научник и им рекол, луѓе, таму каде што научниците сакаат да појдат, теолозите веќе биле таму. Тоа е чиста вистина, тоа е голема изјава. Може би ги повредило 70% научниците што биле атеистички расположени.
Но таму каде што научниците сака да појдат, теолозите или луѓето што го познаваат ајде Божјото срце, веќе биле. Амин. И еве го, можноста да се љуби е доказ дека човекот е создаден за добри дела, а не дека е лош и непоправлив. Со ваков став, ние ќе знаеме дека нема грешка во Стариот Завет. Кога пророците или целите и сите тие свети луѓе имале представа за Бог, ако сум добар, тогаш сум благословен од Бог, но ако сум лош, тогаш не сум благословен од Бог и тогаш Бог нешто ми се лути. Не ги разбирале заветите. Затоа заветот на Христос беше Христос и Бог. За кој ние присилно бевме ставени? Кој вика дека твојата слободна волја е секогаш слободна? Не може да биде, зашто единствено слободна волја има кај нашиот Бог, кој е слобода. Каде што е духот, таму има слобода. И он не се игра на зборови, ова се вистини. Ние слободниот избор во животот што го имаме и можеме да го донесеме, понекогаш не прави да сме толку сигурни во нашата слободна волја. Но ако видите, дека од се нешто сме дефокусирани. Се нешто пробува да ја одземе слободната волја и затоа никогаш не е слободна. Единствено слободната волја, ако можем да кажем, се изразува кај Бог кој е слобода, кај Духот и во Духот што е слобода. И затоа можноста да се љуби. Зашто викам можноста да се љуби? Зашто секое еднородено битие има можност да ја љуби. Знаете, доброто и злото многу пати погрешно го толкуваме. Линија ставаме, а овој е добар човек, а овој е лош човек. Зошто? Зашто овој може би е поексплицитен и ќе каже некои работи што му лежат на срце, а другиот што мислиме дека е добар, ќе ги претюти, а не е баш толку добар. Доброто и лошото, линијата е во нас самите. Понекогаш знаеме да извадиме од добрата ризница добри работи, понекогаш знаеме да извадиме лоши работи од лошата ризница. Што е поентата? Поентата е да се трудиме да го постигнеме она со што бевме постигнати од Христос. А тоа е да ги насочиме нашите мисли на Божјото создание во самите нас. Затоа можноста да се љуби е присутна во секој од нас. И е доказ дека човекот е создаден за добри дела, а не дека е лош и непоправлив. Зашто имаме тенденција, има сето тенденција да каже човекот му треба потоп. Секој 100 години на човекот нов потоп му треба. А Господ вика, ја ова, сега го дозволи и никогаш повеќе. Човечки гледано секогаш има и ќе има работи за поправање во нашите животи. Факт е, за да можеме да растеме. Но да растеме во согласност со Божјата волја за нашиот живот. Што не секогаш е она што ние мислиме дека е. Што не секогаш е она што ние мислиме дека нека треба да се поправиме. А Бог вика, фокусирај се нешто друго. Фокусирај се на мојата љубов. Ќе бидеш изненаден. Фокусирај се на моето присуство. И ќе бидеш изненаден колку можам да направам за тебе. Така да сум пишал, Бог не е средновековен феудалец, зависен од пофалби. Не. Бог може и без нашите пофалби. Зашто пред Бог, она што го кажа Вики, постојано пеат сите небески суштества и го слават Бог. Бог не е феудалец, не е монах од среден век, каде што он живее и се храни од самите наши пофалби. Нашите пофалби кон Бог, веруете дека не хранат нас и луѓето кон нас. Нашата љубов кон Бог може да биде егоистична, заснована на бегство од реалноста, која во суштина представува меѓучовечки односи.
Кога ние сакаме да избегаме од реалноста, за жал понекогаш се наоѓаме дека бегаме од луѓе и од меѓучовечки односи. Знаете, кога сум пишал дека тука црквата направила многу грешка. Кога одвојувајќи луѓе, или одвојувајќи се луѓето сами, за да спознаат повеќе од Бог, да дознаат повеќе од Бог, стануваат егоистични и не можат да видат за својот брат и за потребите на својот брат. Ја да го прочитам тоа што го пишам. Нашата љубов кон Бог може да биде егоистична, заснована на бегство од реалноста, која во суштина представува меѓучовечки односи, без разлика дали се тоа односи со родители, пријатели, брачни или непријатели, и препуштајќи се на Бог да те исполни и усоврши единствено за собствени цели. Ваквата љубов има навидум духовна наметка, но се поголем го прави јазот меѓу тебе и луѓето. Се поголем го прави јазот меѓу тебе и луѓето. Затоа кога го рекол дека искачување на ритка што имаме средба со Бог и симнување да кажеме што сме добили од таа средба, е вистинскиот начин на кој христијанинот живее. Ваквата љубов има, добро тоа го прочитав, ваквата љубов има, поточно кажано, израз на љубов нанела, или израз на љубов нанела поголема штета на историската црква и оддалечила од луѓето. Јас сум убеден, сум читал и сум видел, сите монашки движења имаат добра цел. Или една од целите нивни е добра, да се задржи духовноста. Но од друга страна се донело момент на себе центричност. Иако тоа навидуме таква духовност, за ти да го спознаеш Бог на на таква висина, што другите ќе не можат. Но ако останеш таму негде заглавен, ти исто си станал егоиста, без разлика што проповедаш и што збориш за Божјата љубов. Божјата љубов има начини како се изразува. Ја верувам дека секој еден, ако љуби, без да покажеш како, човек одејќи некој дома ќе се запраша. Што зборува човек љуби? Покажи како. Покажи на дело како. Затоа мерило на нашите подвизи за спасување, за спознавање на Божјата љубов ќе бидат нашите меѓучовечки односи. Мерило за спознавање на тоа колку сме пораснале во нашата љубов. За спознавањето на Божјата љубов ќе бидат нашите односи. Тоа не е нешто што нас треба да не плаши напред, треба да не радува. Треба да не радува. Не знам кој се молеше, кажуваше за делкање. Марија, ја тоа го потребувам носно. И некојаш не ме разбира, треба да се изделка. Ја верувам дека Бог постапува на некоја совршено делкање во нашиот живот. Каде што неусетно летаат мушпи. И од тие мушпи прави, не знам, нешто совршено. Прва Јован 4:12-13, да го потврдам ова што го зборувам. Ја го бараш најд можем ја. Прво послание на Јован 4:12-13. Бог никој никогаш не го видел, ако се љубиме еден со друг, Бог пребива во нас и љубовта негова е совршена во нас. Дека ние пребиваме во Него и Тој во нас, знаеме по тоа што ни дал од својот дух. И гледате тоа тројство на пребивање. Ние меѓу нас и Бог со нас. Ти со Бог и со Мита. Вие двајца као брачни парови и Бог во средина на вас. А тоа да го потврди, што? Кој го потврдува? Е Светиот Дух што ни е даден нас. Амин. Светиот Дух потврдува дека ние добиме вера и љубов да можеме да живееме Христолико. Пред некој време ја читав приказната за изгубениот син. И тоа е една феноменална приказна што ја
не знам, тој што идел повеќе во црква, сигурно еден период може би му злосадила малце, зашто била толку зборувана, толку користена за евангелизација, али свет е толку непресушна приказна, толку е вонвременска приказна сторија на Исус, што не би се задржал или не би требало може би црквата да се задржува на загубениот син, колку што повеќе на татковата љубов што ја покажува кон двајцата загубени сина. Иако тука грубо е преведе или му даде наслов загубениот син, таму има двајца загубени синови. И таткова љубов што е совршена и покажана на дело. Ја ли ќе ја читам? Верувам дека на секој еден от нас ни е омилена токму таа приказна. И рече, еден човек имаше два сина. Помладиот од нив му рече на татка си: татко, дај ми го делот што ми припаѓа од имотот. И таткото им го раздели имотот. По неколку дена, помладиот син кога собра се, отиде во далечната земја и таму го потроши својот дел, живеејќи блудно. Ќе читаме внимателно, живеејќи блудно. Не објаснува како блудно. Ако читате во културолошки контекст, блудно во тоа време не значело секогаш дека требало да биде, не знам, со проститутки, дека требало да води на таков начин развитен живот, него може да биде и дека погрешил многу бизниси и едноставно ги прокоцкал парите. И откако потроши се, настана голем глад во таа земја и тој се најде во мака. Па отиде кај еден човек во таа земја и се погоди. И тој го прати И тој го прати во своите поља да пасе свињи. И страден беше да го наполни својот стомак, макар и со ропчињата што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си, рече: колку наемници ке татко ми имаат леп во изобилие, а јас пак тука умирам од глад. И читам тука и си викам: му дошло паметот. Но не му дошло паметот. Му бил празен стомакот. Ќе видим понатаму. Си дошол на себе си, може нешто од тие роквици или како ги пишува, каснал, па си дошол на себе си. Зашто видите, ќе станам и ќе одам кај татко ми и ќе му речам: татко, сгрешив пред тебе и пред небото. И не сум веќе достоен да се наречам твој син, но прими ме како еден од своите наемници. Уште не му дошло паметот. Божјата љубов ни го дотерува паметот. Не соочува и ни го дотерува паметот. Па стана и отиде кај татка си. И кога беше уште далеку, го виде неговиот татко и се сожали на него, па потрча, го прегрна и го исцелува. Се измислувате таа слика? Во тоа време да истрча татко на кај синот било незамисливо, било страм за семејството и за целото негово гордо што е стекнал во текот на годините. Го интересираше ли таткото тоа? Воопшто. Ние сакаме зашто он пак не засака. Синот можел да доживее љубов зашто таткото прв го заљуби, го возведу и тргнал, занемарувајќи ја секоја традиција, занемарувајќи ја секоја религија, занемарувајќи ја секој статус во општеството, секој статус во фамилијата. И вика уште го виде далеко. Знаете што? Или случајно се погодил, па да го види, или постојано го чекал, за да го види. Ја верувам второто. Зашто Божите очи се постојано врз нас. Вау. Го прегрна и почна два, три. Почна да го целува. Почна да го целува кај стигнал. Го замислувате тоа целување?
коса, се, ама јас од свињи ти дам. Ма не, така пише во Библија. Така, треба да бидеме некојаш буквалисти. А камо ли да направиме представа и слика колку тоа полошо било? Гладен, утепан, со се прокоцкано. Се тие ништо во споредба со твоите мисли дека се прокоцка и дека немаш каде. Се е ништо. Стомакот ќе се наполни со некоја корка сува леп, ќе се наполни. Но ова што се случува внатре е многу потешко. Со еден потек, јас верувам зашто синот ја прифатил забавата. Тоа значи дека со еден потек таткото го внел во Божјото присуство или во неговото татковско присуство да не се чувствува, да се чувствува слободен, а не обременет од сите работи. Иако понекогаш е процес да сето тоа помине и да можеме да го надминеме, ќе видиме понатаму. Божјата љубов има сила да смени човек на ваков начин. Амин. И синот му рече: татко, сгрешив против тебе и против небото. И не сум веќе достоен да се наречам твој син. А таткото му им рече на слугите: знаете тоа како? Најверојатно пред да заврши твој син, за да не докаже. И некогаш, знаете како, многу пати, ова не знам дали сте го размислувале, многу пати не гледаме работи во нашиот живот, колку што се, зашто Бог ни прави и ни затвара малку очи да не видиме, за да не се уплашиме од истите. И да не отнува понатаму, Господ, таткот вика: ќути, дај сега телево да го гоиме, да го колиме. Па доведе едно сгоено теле и заколете го, да јадеме и да се веселиме. Зашто веселбата во еврејската култура значило многу. Веселбата во еврејската култура значило дека ги пратил сите слуги да ги викнат секој еден од селото да дојдат да слават заедно. Слика на тоа дека ако една душа се спаси, целото небо слави. Таква била веселбата кога еден ваков татко со статус во општеството би правил прослава. А по стариот негов син, ќе се вратим уште на овој, да видим и за стариот. А по стариот негов син беше в поле и на враќање, кога се приближи до куќата, слушна песни и извици. И тогаш повика еден од слугите и го праша: што е ова? А тој му рече: брат ти си дојде и татко ти закла сгоено теле затоа што повторно здрав го доби. И како што му кажува, да си правам секојаш филм. Најубава книга што сме читали до сега ми е Бескрајна приказна, зашто таков филм си направи во мене, што кога го гледав филмот за Бескрајна приказна, немаше врска со тоа што јас си го направив. И убаво е кога имаме пристап кон читање, кон книги, кон Библија, да визуализираме, да правиме таа визуална слика, да си имаме подобра представа за она ние како го замислуваме. Да не видиме како некој друг истото го замислува. Океј се филмовите, супер е се, но додека читаш и додека ти визуализираш нешто, нема споредба со другото. И сигурно само што слушал брат ти се врати и веќе му се сечеле нозите на вториот син. Веќе во него, во срцето, нешто го исекlo. Зошто? Зашто негувал погрешен став, не само кон брат му, кон самиот себе, кон татко му долго време. Зошто би одбил и на подма? Зошто одма би рекол: не може, не идам таму, не идам на таа прослава. Знаете што прво излегува од нашите усти? Тоа што сме во моментот. Ако сме притиснати негде, и тоа што сме, тоа прво ќе излезе. И таа е некогаш најголемата вистина. Другото сето е после навраќање на самиот себе и замачкување на нештата. Филување. Некогаш става. Тоа е проблем. И тој му рече: добро, тој се налути и не сакаше да влезе. Тогаш излезе татко му и го молеше. Вау, татко му фалело нешто.
Цело време му фалело нешто, што? Му фалело и вториот син, зашто наеднаш видел што се случува. Значи цело време дзиркал, ајде ќе дојде ли? Таков е нашиот Бог. И овој требаше да дојде, и тој ми е син, и тој го сакам тука, заедно да славиме. И вика, виде, втор пат таткото истрча за неполни пола сат. Втор пат таткото остави се. Остави цела гордост, остави цела возвишеност од другите, зашто таму било сигурно возвишување за таткото. Вау, како го прибра својот син, кој веќе беше умрен за нив, кој веќе не постоеше. И еве го сега пак го прифати. И таткото остава се и повторно излегува и по вториот син, кој исто беше изгубен, иако цело време мислеше дека е тука и присутен. И тогаш повика еден од слугите и го праша што е авантурата, да го читаме. А тој му одговори тој се налути и не сакаше, тој се налути, а тој му рече, брат ти си дојде и татко ти закла сгоено теле, затоа што повторно здрав го доби. Тој се налути и не сакаше да влезе, тогаш излезе татко му и го молеше, а тој му одговори на татка си и му рече, еве ти, служам толку години и никогаш не прекршив твојата заповед. И мене не си ми дал ни едно јаре. Самото барање на синот е понижувачко, е барање на некој слуга. Затоа не случајно пишува служев. Значи, цело време неговото чувство било чувство на служење на некој феудалец, на некој господар, каде што не знаеш каков е. Не знаеш, се е кај што жнее, кај што не сел. И поарно да си бидам мирен со татко ми цело време за мојов дел, што не разбрал дека веќе е добија, зашто на почеток пишува дека веќе им поделил се, што било незамисливо во тоа време. Може ли на улица да го избрка? И вика, па ти ми едно јаре. Зашто не го бе, за мене вол? Зашто се чувствувал од старт неизен начин? Зашто постојано помислите да ни бидат, па макар ова, макар она, само со ова, само со малко, ја не викам ние да бараме многу. Но што е тоа многу? Еднаш кажа дека многу е се она што е Божја волја на пресликана во нас. И тука нема гордост. Тука нема гордост. Гордост е да бараш повеќе од тоа што е Божјата волја за секој ден од тебе. Еве ти служам толку години и никогаш не ја прекршиш твојата заповед. Поарно да ја прекршиш. Сигурно таткото во себе смисло поарно да ја прекршиш. И мене не си ми дал ни едно јаре, за да се прославам со моите пријатели. А кога дојде овој твој син, што го пропасти својот имот со блудници. Еве се навраќаме на тоа. Видите го синот како уговара. Видите го синот немал никаква информација, не му пишал никој на Вибер. Брат ти го видов со овие и со овие. Видите го синот како лаже за да го направи гревот на братот дупло поголем од тоа што бил. Да донесе дупло поголем срам од тоа што било. Да донесе, ако може, уште поголем осуда од тоа што било. Горе не пишува блудници. Горе не изјаснува како синот ги пропоцкал и каде се сопнал. А синот вика, брат ми, со љубовници, вика, со блудници ги прошепарите. Љубомора и завист. А за него ти закла сгоено теле. А тој му рече, синко, ти си секогаш со мене и се мое твое. Но требаше да се зарадуваме и развеселиме, зашто овој твој брат беше мртов и оживе. Изгубен беше и најден. И понатаму Исус не ја кажува приказната. Но ако овој син не ги прифатил овие зборови на Исус, ќе бил повеќе изгубен него претходниот син. Што не може да се најде во Божјата љубов и да застане исправно. Зашто има пристап на, затоа кажав на почеток, пристап на некој
кај некој фудален господар, кај некој робовладетелец, каде што ќути, гледај да обстоеш, да не се налути овој господар. Јас верувам дека како црква, како луѓе, го надминавме се това и дека единствено што ќе не топли во нашиот живот е таа Божја љубов. Единствено што ќе не потикнува во нашиот живот ќе биде таа Божја љубов. Единствено што ќе ја носи на места каде што друг не би стапнал, ќе биде таа Божја љубов. И нема да се чувствуваме изгубени, кога нема да ги препознаваме работите во нашиот живот дека Господ ги прави. И ќе нема да се чувствуваме како вториот син, каде што постојано бевме тука некаде, а усвари не бевме никаде. Него ќе спознаеме Божјата љубов и Божјото срце што гори за мене и за тебе. Без разлика на твојот статус, без разлика на тоа што го поминуваш. Ние ни правила и закони. Ние ни 12, 16, 18, 8 чекори нема да ве донесат да излезете од може би детската криза без да ја прифатите Божјата љубов. Нашиот христијански живот е живот на прифаќање. Што значи тоа? Добивме се за живот и подложност. И тука сме да го прифатиме истото. Да не заборавам нешто цело време, се потргам и гледам. Кога веќе збориме за Божја љубов, кога веќе збориме за колку Господ е дарелив, тоа е секогаш поттик да бидеме и ние такви кон Него, да се огледаме на Него, така, знаете како во Коринтијани кажува Павле, сега, гледајте како во огледало заматено. Но кога ќе се откриеме, ќе видиме кои сме, што сме, но и што ќе бидеме. И во Коринтијани зборот за огледалото се користи. Тоест, во Коринтијани огледалото не било по нашето огледало. Ако истражувате, ќе видите дека во Коринтијани огледалото било бронзено и се гледало само силуета. Затоа Павле вика загадочно. Затоа Павле вика гледаме како замаглена силуета. И знаете што, ја не верувам дека небото ќе биде доказ на тоа кои сме и што сме. Ја верувам дека фокусот се избиструва колку повеќе се фокусираш на фокусот. И така ако ќе се фокусираме повеќе, ќе видиме вистински во Господ кој сме и што ќе бидеме. Вау. Амин. Вау. Знаете, Павле, 12 глава, за даровите завршува со една многу убава реченица. А таа реченица е: но сега имам посовршен пат. Ово е совршен пат. Патот на даровите. Патот на да си служиме едни со други преку даровите. Патот на кој црквата не смее ни да помисли да го заборави. Патот на кој црквата ја искажува полнотата на Бог, на тоа како делува, на тоа како Исус делува во неговите евангелија. Па ние го видиме Исус како делува, милотворец, исцелител, снабдител и Господ ни целата историја. Но вика сега имам посовршен пат, каде што овој пат на даровите ќе биде совршен, ќе биде усовршено што толкова. Тоа е патот на љубовта. Патот на љубовта е совршениот пат, знаете каде? До секој едно срце. Патот на љубовта е пат до секое едно срце. Јас сум видел луѓе што виделе чуда и не им зачнува. Ја не знам мојата сестра дали ќе гледа, сигурно ќе гледа, многу пати ќе ми рече те следам. Мојата сестра доживеа неколку минути познаем исцеление. Исцеление зашто понекогаш ние копнееме да го видиме. Знаете, мојата сестра, ова е не е пример, ова е сведоштво. Може сум го кажал некогаш, може не, некој го знаат, некој не. Имаше
тумор на хипофизата, за тоа како ја не знам медицински оди сето тоа, али веќе стануваше се поголемо и се поголемо, негде до 7 сантиметри дојде. И она проба се. Она е секогаш таква, она проба се. Еднаш ми кажа, се работи во државна болница да бидам поблиску да можам да се испитувам. Мислам кај погрешна перцепција или добре, ја се зборувам со неа за овие работи. И дојде на домашна клетка, тогаш имаме домашна група, мислам дека беше кај Николче уште во станот, наспроти сити му. Ви текнува, тој тука по уличката првиот стан, кај што бевте, мислам првиот ние кај што ве запознавме. И дојде и знам еден од нас се праша, добро, дали веруваш ти дека Исус може да го исцели тоа? Она рече, познавајќи ја, види, толку се напати, што во ништо не верува. И тогаш точно Николче ја водеше можната група рече, но затоа ние веруваме и ќе се молиме овој проблем да го нема. Знаете што нејзиниот проблем го снема. Тогаш ја работи во државна болница. Појдов, она се неколку пати се снимаше на рентген. Првиот пат кој се снимаше, ја ги земав резултатите. Докторот ти рече, ова е чудо што се случува, може би милион, еднаш на милион. Да го снема. Не да се намари, да го снема. Тумор. Знаете како? Во неверување, уште 2-3 пати се снимаше. Но тој едноставно го немаше. Тој едноставно го немаше. Слава Господ. И чудото, за некој чудо не многу е привлече од Бог. Но ја верувам дека кога ќе го допре срцето со Божјата љубов, тогаш ќе нема каде. Амин. Вау. Чекај, ќе заборавам. И тука негде Николче да не забегам многу со. Ова е еден мал поклон за нашата мила мајчка денеска е роден ден. И пееме Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, мила мајчка. Happy birthday to you. Осија за тебе. Ја привлеков со нежност и со љубов. Ова го направи, може да го дам позади, може дома ќе се видиме се. Го направи стесно. Знаете, многу пати сум размислувал мотивација и инспирација, и мотивацијата е добра, инспирацијата е уште подобра. Како што вика Аристотел за Платон. Мил ми е и Платон, мила ми е вистината, али вистината ми е помила од Платон. Ама да во овој случај инспирацијата ни е подобра. Што? Да едноставно станеме, да режливи луѓе, како што и нашиот татко е да режливи. Мотивацијата, да ме послушаш, да направиш нешто зашто сум имал толку добар говор или толку добро сум те убедил да го направиш тоа, е кул. До некаде ќе има ефект. Но инспирацијата, да се најдеш себе си во Бог, каде што ги правиш тие работи, да се најдеш себе си каде што ги спознаваш тие работи, да се најдеш себе си каде што не можеш, како што кажал Мартин Лутер, стојам вака и поинаку не можам. Верувам дека тоа е нашиот повик и предизвик према луѓето. Да ги донесеме до момент на инспирација во нивниот живот. Амин. Така да едноставно бидете и мотивирани, инспирирани да бидете дарежливи во вашиот живот. Да бидете дарежливи повеќе од било кога. Знаете колку пати сум правил филмови во мојот колку многу сум дарежлив? Може би нема врска со она што во моментот го живеам како дарежливост. Не сакам ни да кажам дали сум многу или малку дарежлив, но едноставно сум се замислувал и викам Господ, ова е од тебе. Ова не може да биде мој поттик, зашто твој поттик секогаш е малку да задржиш себе, малку повеќе. Викам Господ, ова е твој поттик. Поттик да се биде дарежлив е поттик на Божјата љубов во нас. Поттик да се биде дарежлив е поттик на Божјата благодат што не гледа на твоите дела без разлика колку и какви се и што се. Затоа да стоиме цврсто, благодата дарежливи према секој еден. Може да се молиме на крај и тука нека завршиме. Или ако сакаме, ако сте инспирирани за песна, слободно, ако сте уморни, нема потреба, едноставно да се молиме, али она што ќе си појдеме од тука и ќе си појдеме да уживаме во Божјата љубов преку Неговото присуство во нашиот живот, лично, и во нашата мила Македонија преку нас.
Тато, фала Ти, Господе, што си прекрасен, Господе, што имаш прекрасни мисли и за иднини, за надеж, Господе. Фала Ти што преку вера можеме да видиме дека има надеж за сите нас, Господе, тука, но дека има надеж за Македонија, има надеж за секој еден што се молеле, што ќе се молиме, Господе. Фала Ти, Господе, што, забораме веќе да зборам, али фала Ти што Ти не носиш на момент на простување, Господе. Од моментот да си простиме самите себе си, да простиме на луѓето околу нас и да прифатиме дека Ти си ни простил, Господе. Фала Ти, Господе, што нема да бидеме разнесени од ветрот наваму нас, освен од ветрот на Светиот Дух, и ќе бидеме цврсто дрво засадено покрај река кај што дава многу плодови без разлика на годините. Фала Ти, Господе. Фала Ти, Господе, што си прекрасен, Господе, што имаш неизмерен благослов за секој од нас, Господе. Фала Ти, Господе, што Ти не разликуваш ситуации кои што ние ги разликуваме. Фала Ти што не носиш подлабоко, Господе, подлабоко не носиш, Господе, да можеме да спознаеме што е вистинско и добро за нас, Господе, вистинска Божја волја за нашиот живот, Господе, за нашата црква, Господе. Фала Ти, Господе, што во секој еден што гори сега и е можеби на расчекор да почнам ли во црква да идам или да уште малце, да почнам или да почне зимово. Нека почне во името на Исус, Господе. Не за тоа да ми е наполни салата, Господе, не за тоа да видиме повеќе луѓе, Господе, него едноставно да Те видат они Тебе, Господе, да Те благословуваат Тебе заедно со целото небо, Господе. Фала Ти, Господе, што едноставно сме пред Тебе, Господе, какви што сме, и Ти правиш, Ти не делкаш, Господе, и правиш да паѓаат лушпи, Господе, и од тие лушпи можеш да направиш совршени работи, Господе. Фала Ти, Господе, што Тебе Ти припаѓаме, и фала Ти што на Тебе само се надеваме. Во Твоето најсветло име, Исус. Амин. Амин.